Можам да кажам дека двата семинари што ги посетив за граѓански новинар беа како една одлична основа, да не кажам како поткова за она што сум денеска, новинар кој што секогаш се залага најпрвен да се слушне гласот на народот, а потоа гласот на политичарите, зашто тоа сме ние. Медиумските работници во земјава најчесто, за жал, фокусот го стават на она што рекле политичарите, цело време ги цитираат, а го занемаруваат народот, анкетите ги занемаруваат, нивното мислење, нивните ставови ги стават на маргините. Јас сметам дека процесот треба сосема да биде обратен и всушност тоа беше и поентата на обуката. Имавме и некои конкретни примери, конкретни задачи што ги сработувавме на семинарот во Струмица, така да сметам дека ми помогнаа и ми беа одлична основа за моето искуство како новинар од веќе неколку години. Колку концептот на граѓанско новинарство е подкрепа за традиционалните медиуми? За традиционалните медиуми сметам дека се уште не се баш воведени во овој концепт, треба понатамошна едукација. Зашто само одреден сегмент од новинарите се едуцираат во врска со тоа што представува граѓанското новинарство, а постарите генерации на новинари сосема се иземени од овој концепт, затоа сметам дека треба да се врши масовна, обемна едукација за таа тема со цел да можеме ние како медиумски работници повеќе да придонесеме за нашето општество, да не бидеме само да пренесуваме ставови мислење, туку и ние да направиме некаква промена со тоа што ќе ги пренесеме тие ставови. Што би им порачале на граѓаните кои што сакаат да се занимаваат со граѓанско новинарство? Да не чекаат ниту ден повеќе, веднаш пенкалото во рака, мобилниот во рака, да се впуштат во акција, затоа што ни требаат многу повеќе луѓе што ќе бидат граѓански новинари, не мора да работат во телевизија или во некој друг медиум. Ни требаат луѓе што сакат да направат некаква промена во општеството, а тоа е одличен почеток. Со тоа што ќе си граѓански новинар, со тоа што ќе имаш желба да направиш промена, мислам тоа е се што ти е доволно за почеток.